Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Од новите замрзнати цени на овошје и зеленчук не се задоволни ниту продавачите, ниту купувачите. Тетовец се здобил со тешки телесни повреди, откако во него удрило возило, пошто го напуштило местото на несреќата. Членовите на летачката театарска трупа од Тетово вчера вечер пред најмладата публика премиерно ја одиграа представата Црвен капа. Од новите замрзнати цени на овошје и зеленчук не се задоволни ниту продавачите, ниту купувачите. На Тетовскиот зелен пазар продавачите велат дека не им се исплати, затоа што набавните цени се високи, додека за купувачите се е скапо. На зелениот пазар во Тетово нема истакнато цени на овошјето и зеленчукот кои се замрзнати со владина одлука. Продавачите револтирани, не сакајќи да зборуваат пред камера, велат дека имаат големи загуби. Еден од нив рече дека доматот по набавна цена денес бил 120 денари, па тој немаше за продажба на неговата тезга затоа што, како што рече, треба да го продава под 100 денари. Кај останатите цените беа различни. И купувачите незадоволни. Вела дека во изминатиот период сите цени се покачија и дека во оваа безпарица со која се соочуваат се им е скапо. Владата си игра играчки. Де ги качуе, де ги семин. Штото? Нема нормално нешто. Нема нормално ништо. Тука ќе и симне, тука и качуе, самите и пазарзи не знаш што прави. Никој цена не ти каже овде, нема никој цена. Кај ќе прашаш да колку е, тога ќе ти каже цена. За нигде, викам, се е скапо, викам. 200 денара пипере, 130 патлиџаре, за нигде. Скапо. Владата ги замрзна, не сме повеќе од 95 да биде. Не може, ама кој ти поштува, бе, и влада и све. Тоа е све делавери прават, и влада и овие. Тоа е све договор. Све е скупо. Све е скупо. За пензиите наши нема ништо да се купи. Ништо, чабе. Нивем га покуќ, они га покачија 80%, а нас 8%. Тегреота, срамота, брука. Купи за цените. Според вчерашната одлука на владата, највисоката цена на килограм свежи домати се покачува од досегашните 70 на 95 денари. Максималната цена на краставиците се зголеми од 75 на 95 денари, а на кромидот од досегашните 60 на 70. Замрзнатата цена на пеперките е 100 денари, а на гравот 95 денари, додека цената на леќата останува иста, 110 денари за килограм. Кај овошјето сите замрзнати цени се покачуваат за по 5 денари. Највисоката цена на бананите е 75 денари, а портокалите до 60. Мандарините најмногу можат да чинат 65 денари, а лимоните 60 денари за килограм. Кај карфиолот се укинува ограничувањето на највисоката цена. Одлуката трае до крајот на месецот. Премиерот Димитар Ковачевски ја поздрави вчерашната владина одлука со која се ревидираа делот за мрзнатите цени на овошјето и зеленчукот. Тој информира дека се направени проверки кај 20 големи увозници, а наводите рече ќе бидат соопштени наскоро. Дека мерките што ги носиме се исправни покажуваат и фактите кои што се пред нас. Што неколку месеци наназад, поточно последните 4 месеци инфлацијата опаѓа. Сметам дека ќе ја намалиме на едноцифрена бројка во наредните месеци, а ако трендот на намалување продолжи, тогаш ќе се оствари прогнозата на владата за намалување на инфлацијата на 7,1%. Ја замрзнавме цената на лебот, на оризот, на јајцата, на дел од тестенините и на млечните производи. Онаму каде што имаше потреба, како кај зеленчукот и овошјето, направени се корекции, се со цел да се најде баланс и во интерес на граѓаните и во интерес на компаниите кои што се занимаваат со увоз и продажба на одредени типови на овошје и зеленчук. Сакам во оваа прилика да ја појаснам и вчерашната одлука на владата
при што по консултации со увозниците на овошје и зеленчук и со представници од Стопанската комора на Северна Македонија, кои ги имавме минатата недела, и согласно со доставените податоци и од Царинската управа, утврдивме зголемување на увозните цени и над 30%, посебно кај доматите, краставиците и кај гработ. Контролите на инспекцијските служби и на надлежните институции ќе продолжат и во иднина, во наредниот период, и секако дека државата ќе носи мерки кои што ќе обезбедат снабдување на граѓаните непречено и тоа по цени кои што овозможуваат цени кои што се соодветни за пазарот, а истовремено нема да овозможат остварување на екстра профити за одредени компании. За таа цел, Управата за јавни приходи, Финансиската полиција, Државниот пазарен инспекторат заедно со Министерството за економија направија низа на проверки во 20 големи увозници, при што наодите кои што ги имаат таму увидено, тие ќе ги соопштат на соодветен начин согласно со фактите кои што ги имаат најдено. Денес во Скопје беше промовиран проектот Преосмислување на управувањето. Активностите кои ќе се спроведуваат во рамки на проектот се согласно политиките за добро управување, кои ги промовира владата, а во насока на зголемување на довербата на граѓаните во институциите, преку унапредување на транспарентноста и отчетноста. Институционално, како подобро да се координираме, кој е најефикасниот начин да се следат имплементацијата на политиките на владата, на програмата на владата, воведување на мирит систем, воведување на индикатори на успешност, заради тоа што до сега има поединечни примери, меѓутоа нема глобална политика на воспоставување на индикатори кои што ќе ни укажуваат докаде сме со имплементацијата на програмите што ќе ги дефинираме и колку сме успешни во нивната имплементација. Искрено да бидам, многу се радувам на овој проект, затоа што представува суштина на воведување на политики за добро владење, имајќи ги предвид искуствата и на британската амбасада, искуството на Центарот за управување со промени, јас сум сигурна дека брзо ќе го најдеме најдоброто решение што е за нашата држава. Проектот е поддржан од британската амбасада и има за цел да ја поддржи државата во насока на остварување на приоритетите кои што произлегуваат од евроинтегративниот процес, особено во делот на добро управување и во делот на реформите на јавната администрација. Фокусот на проектот е насочен кон подобрување на испораката на резултати од страна на институциите, нивна поголема отчетност кон владата и кон граѓаните и трансформација е една на процесот не само да говориме за ефикасност и ефективност, туку да говориме и за начините на кои што можеме да подобриме испорака на резултати насочени кон граѓаните. Тетовец се здобил со тешки телесни повреди откако во него удрило возило, пошто возачот го напуштил местото на несреќата. Гостиварка пријавила дека нејзиниот поранешен сопруг го зел нивното дете без нејзино знаење и не го вратил. Од СВР Тетово информираат и за спроведена акциска контрола за пешаци. Вчера во 14 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека на крстосницата на улиците Видое Смилевски Бато и Љубо Божиновски пиш во Тетово патничко моторно возило БМВ удрило во 45 годишен тетовец пошто го напуштило местото. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово и се преземаат мерки за расчистување на случајот. 31 годишна гостиварка вчера во 20 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавила дека на 7 овој месец нејзиниот поранешен сопруг без нејзино знаење го однел нивниот син во неговиот дом во гостиварско село и не го вратил кај неа. Иако со судска пресуда според пријавеното старателството над трите малолетни деца го имала таа, се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 9 до 14 часот спровеле акциска контрола на пешаци, како и колку тие ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. При контролата бил констатиран и санкциониран 31 прекршок, 23 во Тетово и 8 во Гостивар. Сите се однесувале на преминување на улиците надвор од обележан пешачки премин, пошто на
пешаците прекршители. Им се изготвени соодветни поднесоци, со напомена дека предвидените парични глоби за ваквите прекршоци се движат од 20 до 50 евра во динарска противредност, а прекршителите ќе бидат повикани и на така наречена сообраќајна поука. При контролата исто така санкционирани се и 15 други видови прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до пешаците да внимаваат кога и каде ги применуваат улиците, како постапуваат на крстосници со светлосна сигнализација и како се движат по улици на кои нема обликувани тротоари. На возачите пак им се советува секогаш да им даваат првенство, односно да ги пропуштаат пешаците кога тие имаат предност. Членовите на летачката театарска трупа од Тетово вчера вечер пред најмладата публика во Тетовскиот центар за култура премиерно ја одиграа представата Црвенкапа. Истата предизвика низа позитивни реакции кај публиката, но и актерите не го криеа задоволството по одиграната представа. Најмладата публика вчера на театарската сцена во Центарот за култура во Тетово имаше можност премиерно да ја погледне детската представа Црвенкапа, одиграна од членовите на летичката театарска трупа од Тетово. Представата несомнено предизвика лавина позитивни реакции кај присутната публика, надополнети со силното воодушевување кај дечињата. Приказната за Црвенкапа ретко кое дете не ја знае, а представата, меѓу другото, како што истакнува режисерот Зоран Јовановски, имаше за цел кај децата преку театарската глума да им пренесе неколку клучни сознанија за животот. Црвенкапа јасно ги отсликува позитивните и негативните човекови особини. И тоа е она што ни е најважно, што сакаме да и го пренесеме на публиката. Сите згоди и незгоди на ликовите во оваа представа може да се случат во реалниот живот кај дечињата и важно е тие да ја сватат пораката како треба да реагираат понатаму во текот на животот. Актерите на сцената вешто ги одиграа своите улоги, пренесувајќи ја мощно и автентично приказната за Црвенкапа, а токму за се да изгледа безпрекорно и публиката да ужива во уште едно драмско дело. Биле потребни 8 месеци подготовка, вели режисерот Јовановски. Театарската представа Црвенкапа е работена околу 8 месеци. Во неа учествуваше мал тим по бројност, меѓутоа голем по душа, затоа што мислам дека тоа се најискусните членови што во моментов ги имаме, што ни се активни во летечка театарска трупа. Не дека другата група што ја подготвува Пепелашка не се толку искусни, но сепак ова се тие највозрасните што ги имаме во моментов. Представата се подготвуваше на почетокот прво со театарски вежби, каде што актерите се запознаваат, односно ги вежбаат, ги учат клучните театарски вештини, како што се сценско движење, сценски говор, театарски правила и така натаму. А потоа како конечен производ на сето тоа е представата Црвенкапа што ја подготвивме. И мислам дека тоа е една досега по минутажа најкратка представа што досега сме ја направиле, околу 35 до 40 минути, но мислам дека е по содржина многу интересна, многу живописна, со живописна костимографија, музичка илустрација и така натаму, што токму тоа е тоа што ја привлекува најмладата публика. Визуализација и тонски, музички да биде интересно илустрирана. Впечатоците беа големи и кај актерите кои пред нашата камера не го криеја задоволството по одиграната представа. Ја толкував улогата на старата баба на Црвенкапа, која што е впрочем болна. Се чувствува многу еуфорично, преполна со среќа. Воедно летечка театарска трупа е многу мала, но голема група која што ја брои веќе 15-та година постоење и нашата главна цел е не само да го представиме градот во најдобро светло, но исто така да го сочуваме тој детски дух и духот на театарот кој што сите го имаме длабоко во себе преку нашата вечерна представа Црвенкапа, на која што присуствува различни возрасти, односно од најмала возраст бебиња до постари личности. Јас во представата Црвенкапа го играв дрвосечачот и јас мислам дека сум задоволен од сето тоа како што испадна. Сите го изиграа своето, ја извадија својата душа на оваа сцена
и јас сум многу задоволен од тоа што го видовме вечерва. Јас во летачката театарска трупа одам веќе 12 години и за тие 12 години имам играно во секакви представи, имам стекнато многу големи актерски вештини, но заедно и со тоа и многу нови пријатели. Инаку, по представата Црвенкапа, летичката театарска трупа следната недела на 18 април со почеток од 19 часот во Центарот за култура во Тетово, ќе одигра представата Пепелашка во режија на Владимир Јовановски. Од 1 септември ќе започне упис на кандидати за 25 магистри по младинска работа. Беше соопштено денеска на промоцијата на студиската програма за младинска работа на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Ние денеска започнуваме од 1 септември со упис на кандидати и очекуваме за една година, за наредната година да ги имаме првите магистри по младинска работа. Знаеме дека како држава се соочуваме со постојано иселување на младите, што значи губење на супстратот на една држава. И од тука ја поздравувам оваа иницијатива да се формира студиска програма за младинска работа, со која што ќе се даде на значење на младиот човек, на младинското учество, но и на личниот развој на младите луѓе. Младинската работа како дефиниција немаме сегде општо прифатена, меѓутоа значи работа од и за младите луѓе. Ние имаме закон за младинско учество, но во фаза на изработка е законот за младинска работа. Формираме младински центри како држава, со тоа што и со воведување на ваквите студиски програми ќе го заокружиме оној циклус кој што е наменет исклучиво за младите луѓе. Како влада се обврзуваме да продолжиме со развивање на младинската инфраструктура, затоа што е важно да имаме добро развиена и функционална младинска инфраструктура за да можат утре токму овие младински работници да има каде да работат, каде да го покажат својот потенцијал, но и од друга страна да продолжиме да ги развиваме сите оние политики за млади кои што на еден начин ќе значат подобро денес и подобро утре. Ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!